На платото кај градскиот сад во Прилеп започна новогодишниот базар кој што за прв пат се организира во овој град и кој што ќе трае 3 дена, од денес па се до сабота. Базарот се прави по примерот на ваквите настани во повеќе градови од нашето опкружување. Прилепчани ќе уживаат во богатата забавна програма која што ја има за сите вкусови. Настанот се организира во соработка со Slow Food Прилеп и на овој базар своје излагање ќе имаат над 20 производители од Прилеп и другите градови од Македонија на разни традиционални специјалитети. Базарот е исто така проткаен со забавна програма, културно-уметничка програма, значи овде ќе имаме локални изведувачи, ќе има чалгиска музика, божикни песни, детска програма, хорски настапи и слично. Тоа е еден начин да се понуди сцена на локалните интерпретатори, да исто така и на граѓаните, да уживаат во пријатна атмосфера, да вкусат нешто добра подготвена домашна храна, да размерат некои подароци, има значи овде и можност да се купат сувенири. Целта е да се приближиме кон поголемите градови, кон тоа што се случува во другите метрополи, да речам, па да бидеме на чекор поблиску до нив, да има некако движење во чаршијата, во Прилеп, така да, отприлика и поддршка на малите производители. Со ова даваме поддршка на малите производители да ги покажат своите производи кои што најчесто не се продаваат и во продавниците. Како и изложувачите, така и граѓаните искажаа пофалби за организацијата на настанот и за прекрасната празнична атмосфера. Еве ние ќе пробаме од ѓомлезото под сач со лук и ореви. Каква е атмосферата? Атмосферата е празнична. Одлично, супер, одлично, забава за сите, за народот, за градот наш. Браво за организаторот. Го поздравуваме овој потек, добро е. Се чувствува ли новогодишната атмосфера? Па има мала еуфорија, па сега. Супер. Од општина Прилеп истакнаа дека во саботата на завршниот ден од настанот Дедо Мраз ќе подели новогодишни пакетчиња за најмладите, додека пак на 31 вечерта, односно на полноќ за дочекот на Нова година. Во градот ќе има само огномет, а средствата планирани за изведувачи ќе биле пренаменети за хуманитарни цели.